Македонија имаше избори, чија организација може да биде пример за иднината. И пред изборниот период, за време на кампањата и изборниот ден поминаа во фер и демократска атмосфера. И граѓаните во огромен процент излегоа на изборите, кои дефинитивно беа фер и демократски. За овој успех заслугата не ја носи само организаторот на изборите, туку сите граѓани на Република Македонија. Сите тие партиципираа во тој успех. Денес имавме празник на демократијата во Република Македонија. Им честитам на сите граѓани на Република Македонија за овој огромен успех и на сите политички партии. Со задоволство можам да објавам од досегашните резултати дека победник на овие избори е ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Победник на овие избори, како што кажав, е ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија со 55 или повеќе пратеници. Дозволете да се заблагодарам на големата поддршка која ни ја дадоа мнозинството граѓани во Република Македонија. За нас оваа победа и оваа поддршка има многу поголемо значење и сила отколку сите досегашни победи, бидејќи доаѓа после речиси 5 години власт и доверба на граѓаните во исклучително тешко време. После речиси 5 години водење на државата, во кој во половина од нив, односно цели 2,5 години, во време на најголемата светска економска криза во последните 80 години и 3 години блокада за влез во НАТО и 2 години блокада за влез во Европската Унија. Во едни такви околности, оваа победа има посебна тежина и посебно значење за нас овде во ВМРО ДПМН. Имајќи ги во предвид сите овие околности кои што ги набројав. Оваа победа значи дека мнозинството граѓани на Република Македонија препознаа дека ВМРО и во време на криза покажа дека и во тешки околности знае да се справи со најсложените проблеми и да ја извлече земјата од таа светска бура со најмалку можна штета. Тоа беше нашата посветеност во овие 2,5 години. Оваа победа и оваа огромна доверба од гласачите, од народот, од граѓаните на Република Македонија, говори дека мнозинството граѓани дефинитивно препознаа дека и покрај многуте попречувања предизвикани од кризата и блокадите од Грција, сепак на Република Македонија и се случи нов момент во политиката со доаѓањето во 2006 година
на нова политичка гарнитура на млади, компетентни, работливи и одговорни луѓе кои поставија нови стандарди во политиката во Република Македонија. Оваа победа за мене и за ВМРО-ДПМН е уште поголема одговорност отколку на сите досегашни избори. И ние ќе дадеме максимум од себе да ги исполниме ветувањата дадени во програмата, но се разбира, ако можеме и нешто повеќе од тоа. За нас од утре продолжува обврската да дадеме се од себе, да им помагаме на сите граѓани на Република Македонија, независно кој за кого денеска го дал својот глас. Сите се наши граѓани. Посебна благодарност сакам да изразам до македонците кои живеат надвор од границите на Република Македонија, до македонската диаспора, со која 20 години имаме контакти, комуникација, размена на мислења и почит кон тие луѓе кои најчесто маката ги натерава да се иселат од Македонија. Сакам јавно да им се заблагодарам за огромната подршка што ни ја дадоа на овие избори. Почитувани присутни, почитувани пријатели, почитувани граѓани на Република Македонија, наша заложба и понатаму остануваат клучните приоритети кои што се поставени во нашата програма, а тоа се прво економијата, земјоделието, привлекувањето инвестиции и отворање на нови работни места во Република Македонија. Второ, правење максимум, колку што е можно побрзо, да се разрешат проблемите и земјата да стане членка на НАТО и на Европската Унија. Се разбира, внимавајќи на основните работи важни за нашата нација, за нашиот народ и за нашето достоинство. Трето, борбата против криминалот и корупцијата со посебен фокус на реформи во државната администрација и реформи во судството и понатаму ќе биде во врвот на нашите стратешки приоритети. Четврто, одржување на добри меѓуетнички односи и градење на доверба меѓу етничките заедници во Република Македонија. И пето, давање силна подршка на образованието, на младите луѓе, но и на повозрастните кои што сакаат да се посветат на образованието. Знаењето е иднината на граѓаните на Република Македонија. Почитувани пријатели, денес Македонија конечно се прекрши. Македонија ги одбара реформите. Македонија го препозна пресвртот кој започна со доаѓањето на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија во 2006 година. Со оваа нова политичка матрица и со новата политичка гарнитура. Денеска многу транзициони политичари си го видоа местото и собствениот авторитет меѓу народот. Поранешни премиери, поранешни министри, председатели на партии, многу важни величини, луѓе без кредибилитет и без доверба, луѓе кои не држат до зборот, денес го добија одговорот и ја добија пораката од граѓаните. Денеска граѓаните ги казнија политичарите кои во минатото се обидуваа со лаги и манипулации, со навреди и со клевети да дојдат до успех во политиката. За сите сегашни и за сите идни политичари, денешното гласање е една голема лекција, дека со гнасни игри, со подметнувања, со валкана кампања и со валкани методи, не може веќе од овој народ да се извлече доверба.
покажа на овие избори. Народот покажа дека бара работа од политичарите. Бара чесен и искрен пристап и кон работата, но и кон самиот народ и граѓанин. Дури кога е најтешко, кога е најлошо, да се говори вестината, да се говори отворено и искрено во очи, без да се манипулира и да се лаже. Народот со ова денеска побара и кажа дека сака политичари кои што имаат обмислена, пресметана програма со конкретни проекти и конкретни рокови за кои се обврзуваат. Народот со ова денеска кажа дека сака политичка гарнитура која си држи до зборот. Затоа што народот еднаш во 4 години ја има власта во раце и тогаш ја дава довербата за наредните 4 години. Тој не сака веќе во иднина да биде изниверуван како што некогаш во минатото му се случуваше. И затоа ја даде поддршката на луѓето. На луѓето за кои забележа дека во овие 4,5 години на вистина дадоа максимум што можеа да го испочитуваат она што му го ветија и она што го ветија во програмата која објавија. Со денешното гласање, граѓаните на Македонија, мнозинството граѓани, покажаа дека сакаат политичари кои што имаат чувство на одговорност и чувство на задржување на собствениот образ кога ќе дадеш некој збор и кога нешто ќе ветиш. И сакаат политичари кои што се посветени на работата, а не само да дојдат до одредена позиција и потоа да ги забораат граѓаните. Овие избори ги поразија непринципиелните коалиции во Македонија. Овие избори покажаа дека група медиуми, втурнати во криминал од нивниот собственик, не може да го убедат народот да си ја сруши владата и партијата која одлучи да влезе во огромен ризик, справувајќи се со криминалот во Македонија. И која што се фати во коштец со криминалот и корупцијата. Почитувани присутни, дозволете да искористам оваа можност. Да им се заблагодарам на сите кои ми ја дадоа довербата денеска и гласа за ВМРО ДПМН и за коалицијата. Истовремено, благодарност и до сите други граѓани. Оние кои гласаа за други партии или воопшто за никого не гласаа, и за нив благодарност затоа што и тие помогнаа во еден демократски амбиент Македонија да има голем успех како држава денеска со успешни, фер и демократски избори. Сите тие и сите ние заедно во Македонија денеска сме победници, бидејќи победи демократијата, победи волјата на мнозинството граѓани, победија фер и демократски избори во Македонија. И како што кажав, владата предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата ќе продолжи да се грижи и да работи за сите граѓани на Република Македонија, независно на нивната политичка припадност, етничка припадност или верска припадност. За нас сите граѓани на Македонија се подеднакви и подеднакво ќе се бориме на сите да им помогнеме. Затоа што сите ние, 2 милиони луѓе во оваа држава, сите делиме иста судбина. Како современици во ова тешко време и сите имаме сон. Македонија да биде поуспешна и по-просперитетна држава. Да стане членка на НАТО и Европската Унија. Земја каде криминалците нема да имаат мирен сон и нивното место е таму каде што тие го заслужуваат. Земја каде образованието и семејството се вистинските вредности. Земја каде меѓусебно ќе се почитуваме и ќе се помагаме сите ние. Македонците, албанците, турците, ромите, власите, бошњаците, србите и сите останати граѓани на Република Македонија. Земја која ќе се збори по добро, а не по лошо.
Земја во која младите ќе гледаат своја иднина и своја перспектива тука во земјата, а не надвор од земјата. Почитувани политички конкуренти, од утре е ново утро во Македонија. Сите да извлечеме поуки од она што е веќе за нас. И сите заедно да се бориме за подобра иднина на сите граѓани на Република Македонија. Новото утро нека биде нов почеток во политичките односи во Македонија. Ве повикувам сите да дадете свој позитивен допринос за Македонија. Дозволете да се заблагодарам на членовите на ВМРО-ДПМН, на членството на ВМРО-ДПМН. За огромната подршка, енергија и посветеност кој што ја дадоа во овој период. Без нив, оваа победа немаше да биде така силна. Дозволете исто така да се заблагодарам на сите коалициони партии од Коалицијата за подобра Македонија. Оваа победа е заедничка и заеднички е предизвикот во наредните 4 години. Дозволете да се заблагодарам исто така и на оние гласачи кои не поддржаа, и на оние гласачи кои не поддржаа, поддржаа некој друг или никого. Сите заедно, како што кажав пред малку, изградивме еден амбиент и покажавме дека Македонија е зрела држава и за членство во НАТО, и за членство во Европска унија, дека овој народ ја сака, ја почитува и се бори за собствената демократија на начин како што денеска ги споведи изборите во Република Македонија. Секако, сакам да се заблагодарам и на македонскиот народ, со кој поминавме тешки премрежија во минатите години и не очекуваат големи предизвици, но заедно сите, и со другите етнички заедници, и со сите граѓани, сигурен сум дека ќе успееме Македонија да биде држава со која ќе се гордееме. Пресватот почна, пресватот во тој правец се започна. Со додатна сила, додатна енергија, со приклучување на нови луѓе, на нова енергија, на други луѓе на разни кадровски позиции, на секој што може да ја помогне на Македонија, убеден сум дека ќе успееме. Македонија мора да успее. И се обраќам на функционерите, министрите, директорите, другите државни функционери. Вечерва ќе прославиме, од утре сите на работа. Не чека многу работа. Многу проблеми кои треба да се решаваат. Многу народ чека на нас. Тоа е голем товар и е огромна одговорност, од која ниту мислиме, ниту сакаме да бегаме. Напротив, ние, драги мои соработници, мораме да се соочиме со таа одговорност и да го испорачаме она што го ветувавме и кое што народот ни даде подршка за да го исполниме. Да живее Република Македонија! Да живее Европска Македонија! Да живее ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија!